Здраво на сите и добре дојдовте во уште еден разговор на тема театарот по време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Нела Витошевиќ, режисерка во Македонскиот народен театар во Скопје и еден од основачите на Вондерленд театар, независен театар. Добре дојде, Нела, во интернет просторот. Здраво. И ти благодарам многу што ја прифати поканата да бидеш дел од овие разговори. Фала што ме повика. Оно што го поставам како стандард прашање до сите соговорници, првото прашање е што значи да се биде театарски уметник во време на пандемија? Поточно во твојот случај, што значи да се биде режисер во време на пандемија? Како го доживеа затворањето на театрите и како ти минаа првите полициски часови? Вака, најнапред би сакала да те поздравам тебе, да ти се заблагодарам за поканата и да ти кажам дека многу го ценам ова што го правиш. Мислам дека е многу голем чекор некој да се нафати да организира овој тип на дебати во ова време во кое што сите се затекнавме. Така да ти посакувам да го истераш проектов до крај и сето тоа да помине во најдобар ред и едва чекам да ги слушам сите мои колеги кои што верувам имаат различни ставови во однос на новонастанативе околности. Јас би тргнала најнапред од тоа што значи да се биде човек во време на пандемија и би рекла дека тоа е дефинитивно една многу чудна и тешка позиција за секоја социјална единка. Пандемијава како новонастаната состојба сите не затекна. Никој не беше спремен, целиот свет се најде во еден комплетно нов начин на функционирање. Вирусот наметна тотално нови правила на игра во сите општествени сфери, па така нормално нели и во уметничките дејности. Факт е дека сите сме на некој начин како експериментални глувчиња врз кои порано или подоцна медицината ќе ги испробува нејзините комбинации на лекови и факт е дека се надевам овој период нема долго да трае, но факт е дека тој ќе го промени светот на некој начин, па се надевам дека ќе промени уметноста. Не знам да кажам дали на подобро, но сепак ќе биде различно. Во однос на ова редефинирање на светот, со кое што да речеме сите современи филозофи се бават во моментот, јас лично верувам дека пандемијава е добро што се случува во тој аспект, бидејќи светот некако според мене е прилично залутан и како да го допре своето дно. Се надевам дека конечно либералниот капитализам ќе почне да го доживува својот крах и да пука по своите ивици. Јас како вечен идеалист да речам дека се надевам дека образованието ќе дојде во преден план, дека културата ќе дојде во преден план, дека некако доброто ќе победи и хуманоста, да речеме, кај луѓето повторно ќе се роди, бидејќи мислам дека светот стана крајно суров и се надевам дека како резултат на оваа неизвестност, што тотално ни го скрши духот, мислам дека ќе дојде некаква добра атмосфера, добра визија за иднината. И таа некоја алчност, да речеме, ќе се стопи и од неја ќе изникнат некакви понатаму други вредности, некакви повисоки вредности и дека конечно ќе престанеме да се грижиме само за личниот двор, туку малку ќе погледнеме и пошироко и ќе почне да не интересира колективот, па да кажеме ќе почнеме да се бавиме многу посуштински со некои побитни прашања во општеството, како што се нели климатските промени, како што е екологијата. Се надевам дека различноста, толеранцијата кон различностите ќе биде нешто на што ќе се удри акцент и дека ќе успееме да ги истиснеме национализмот и хомофобијата. И сето ова веројатно звучи многу романтично и идеалистички, но ете, јас верувам во некое редефинирање на вредности и верувам во некое
поубаво утре. И мислам дека е крајно време за тоа. Така да тоа би бил некој вовед, да кажеме, за времево. А во однос на театарот, ќе кажам да се биде режисер во ова време дека е прилично абсурдно. Тргнувајќи од фактот дека нашата работа е поврзана и зависи од интеракција со публиката во живо, или да речеме дека тој меѓупростор што се создава меѓу гледачот и публиката е нешто што е суштина за театарот, е нешто што може да го дефинираме како театарска магија, тогаш погледнато од тој ракурс, да речеме, ситуацијата делува прилично депресивно. Сега добрата страна во целото тоа е што јас бев во многу добро расположение и се чувствав прилично исполнето кога почна пандемијава, и професионално, и приватно, бидејќи само што почна имав премиера на представата Мојот маж, која помина прилично успешно, потоа шетав малку низ Европа, гледав некои представи и стварно бев длабоко инспирирана да направам нешто ново. Така да и самава ситуација со вирусот некако сама по себе е голем предизвик за промислување на театарот, нели? Затоа што одеднаш сите сме оневозможени да зачакориме на сцена и мора да измислуваме нови театарски содржини, да пробаме да смислиме нов театарски јазик со кој што ќе можеме уметнички и креативно да се изразиме сега за време на пандемијава. Така да и јас некако од тие причини се вклучив, да речеме, во таа потрага по нови форми. И пошто сум човек кој што е прилично зависен од акција, лесно ми е нешто да го направам отколку да го дискутирам. Така да искористив еден месец да собирам разни информации, слушав, следав разни дебати како театарски, така и дебати на разни филозофи. Гледав што се случува на онлайн програмите на одредени театри и некако решив дека јас самата треба да го истражувам виртуелниот простор, иако до тогаш, да ти кажам право, дека немаше уште некоја виртуелна представа како нашава. Никако 3-4 дена пред нашава премиера и после тоа почнаа да излегуваат ваквите виртуелни представи кои што се секаде различно дефинирани. Да речеме, нашата ја дефиниравме како виртуелен театар, некои ги имаат дефинирано како десктоп театар, некаде имам сретнато како театар филм, така да се уште се трага по таа дефиниција како ќе се нарекува театарскава уметност која што е настаната во време на пандемија. Каде и тоа за мене беше интересно да го следам и пробав да размислувам од аспект на тоа дека, не знам, можеби ова ќе е некој нов жанр и можеби понатака од овие искуства ние утре ден ќе може да ги пренесеме на сцена, значи да земеме нешто од овие наши истражувања и да го искористиме понатака кога ќе зачекориме на сцена. Така да мојот полициски час помина прилично активно, заедно со екипа на истомисленици, 4 актери. Се наоѓавме после полицискиот час, државме проби секој ден, дури и во недела, и како резултат на тоа излезе представата која што се вика Илузии, а е по текст на Иван Вирипаев и има делови од почетокот и од крајот кои што се земени од размислувањата на Хајнар Милеш. Така да евено кратко. Да, и всушност процесот го работевте од дома, како што напомена. Она што ме интересира е како изгледа таа трансформација на приватниот простор во работен простор. Сите актери беа дом, секој во својот дом, секој во своите услови за работа. Ти како режисер ги водеше преку Zoom повторно, нели? Како изгледа тој процес на работа од дома, кога не се сите учесници во проектот на маса и не се одвива традиционално проектот како што сме научени да се одвива? Какво е тоа доживување? Кои се предностите, кои се недостатоците? Така, вака одлуката да работам од дома беше моја.
Значи имав чувство дека не сакам да губам чекор со времето и знаеш, по едно време, веројатно тоа на сите ни се случи, знаеш, од многу изгледани серии, филмови, изчитани книги, малку ти доаѓа многу информации некако и ти се создава некака, барем кај мене се создаде некаква какафонија и паника и реков дека морам нешто да направам со нив и да ги канализирам некаде. Така да тој процес на работа по дома беше крајно интересен. Мислам, за актерите верувам дека повеќе, затоа што тие требаше комплетно својот домашен простор да го престорат во сценографија. И мене немаше тоа многу, затоа што јас имам 2-3 сцени во кои што се појавувам, нели? Така да кај мене беше само еден целен зет на кој што се снимав. Меѓутоа, да речеме, јас им задавав конкретни задачи кои што одеа во одреден правец, а тие потоа требаше врз база на импровизации да направат конкретна ситуација. Да кажеме, тоа беше едниот аспект. Вториот аспект беше дека сите реплики кои што ги има треба да ги снимат на бела позадина. Тоа беше тенденција за да добиеме некаква универзалност и унифицираност на просторот, да делува како да сме сите, да кажеме, на едно место. Да. Така да тие текстуални делови поминаат така. Во однос на, и да речеме, оној дел што е диалошки, да кажеме, едниот актер ќе се сними, па ќе му го прати текстот на актеров кој што има диалог со него, за он да може да го слуша и да одговара на репликите. Така да речеме дека и тој партнерски однос некако го одржавме на тој начин. И имавме еден услов, односно таков услов зададовме, дека се што ќе се снима од текст мора да се сними од прва. Значи да нема повеќе тейкови, да нема повеќе проби, него да се сними од прва, затоа што процесот на проба ние веќе го поминавме на маса и рековме дека тоа е нешто што не поврзува со театарот, бидејќи театарот нели се случува сега и овде во живо, и затоа рековме да биде тоа како да ете вечерта сме одиграле представата. Сега во однос на текстот илузии, значи измеѓу сите книги што ги прочита во тој период се најде и таа драма на Иван Верипаев. Мене ми се виде прилично адекватна за периодот, затоа што драмата е многу човечка и интимна. Тоа што особено ми се допаѓа е дека зборува за животот на обичните луѓе, но во екстремни ситуации. Екстремни ситуации, да речеме, како пред да умраат, во длабока старост и така натака. И тие тука си кажуваат работи што никогаш претходно не ги изговориле. И ова го поврзав со карантинот, дејќи секојдневието на секој човек во капиталистичкото општество е тесно поврзано со трката на време. Со трката на време, која што после некој период создаде комплетна оттуѓеност кај луѓето, дури од најблиските. И затоа мислам дека сега кога светот запре, луѓето добија некако екстра време за да се погледнат во очи и да си кажат одредени работи за кои што претходно апсолутно немале време ни да ги отворат, а камоли да си ги признаат. Така да би рекла за текстот дека е на некој начин и за самата представа, дека се соочување со самите себе, со партнерот и со својот живот генерално. И така да ете таа некоја интима, да речеме, на разговор со сам себе, мислам дека ја се трансформираше во една убава атмосфера во тој виртуелен простор и мислам дека некако целта ја постигнавме. Спомена дека во периодот кога вие ја извадивте вашата представа, виртуелна представа, веќе почнаа да излегуваат и други представи од тој тип и непосредно предходно или после тоа од другите земји. Сведоци сме дека и Велешкиот театар го изработи својот интернет перформанс, предходно тој таа во режија на Дејан Дамјановски. Како гледач ги доживуваш овој тип на проекти? Како ги доживеа како публика? Со оглед на тоа дека нели она
кое што видиме дека театарот е во постојан контакт со публиката, особено актерот на сцена, реакциите, како ти како публика ги доживуваш овие проекти? Настрана на тоа дека си режисер. Значи, само дали овие ново настанати проекти или онлайн представи воопшто што се пуштаат, како што се веќе одиграни? Ето можеме да ги споменеме и тие онлайн представи кои што веќе се одиграле во живо, а сега ги прикажуваат театрите, ги отворија своите архиви, но и овие представи од овој тип кои што се создадаа вака поради тоа што не може да се одржи физичкиот контакт, не може да се случува представа сега и овде на исто место, како една алтернатива на таа изведба. Добро. Значи вака сите овие иницијативи кои што се направени во време на пандемија ги доживувам многу искрено, ги поддржувам апсолутно тоа што го направија и Велешки театар, ги поддржувам и сите глобални иницијативи за творење во време на пандемија и пробување да се најде некаква нова форма во театарот. Прво, затоа што иницијативата произлегува од потребата за создавање. А потребата за создавање е нешто што не можеш да го фејкаш. Така да, ако фејкаш, тоа се гледа на сцена, нели, затоа што сцената е како рентгенски снимак и ти си изложен практично гол цело време. Ние во театарот сме луѓе кои што нашите емоции ги служиме на тацна и ги даваме на публиката веднаш да ги вкуси. Ако се емоциите со поминат рок, тоа се гледа. Ако не си се потрудил доволно добро да го аранжираш тањерот и да ја спремиш информацијата, тоа се осеќа, а исто и ако куварот не е добар и оди на работа пошто мора да оди, тоаш храната е блюткава и тие работи не проаѓаат. Така да самото тоа, знаеш, да се ризикува во овој период, знаеш, да се ризикува во смисла по цена и некој да ти рече што е ова, не е театар, за мене е исплатливо и мислам дека тој што ризикува, знаеш, јас сакам уметници кои што ризикуваат, знаеш, затоа што ризикот е нешто што раѓа нова форма, или тоа што го вика и самиот Хајнер Милер, дека стравот од непознатото е нешто што нас не носи во прогрес. И сега во вакво реобмислување на светот и на театарот, значи ново видување на стварноста е апсолутно потребно. А ние практично во театарот проектираме некакви видувања на стварноста. Некој ќе каже за него е огледало, за мене не е огледало на стварноста, за мене е некое ново видување. И односно видување на стварноста од друг агол. И сега мислам дека како главен дострел за уметникот е тоа што ќе го најде својот начин во било кое време да комуницира со публиката и на макро и на микро ниво. И со тоа што ќе создадеме ние ваква стварност, па макар и виртуелна, мислам дека сепак ќе чепнеме некакви ранички кај публиката, ќе оживееме некои мемории од несвесното или пак ќе створиме нови, а при тоа ќе отвориме и разни проблеми и прашања кои што ја засегаат и индивидуата, а и колективот во кој што таа функционира. Така да, убедена сум дека уметност во време на пандемија треба да се прави и дека треба да се изнаоѓаат и начини и алатки и дека тука мислам дека никој не би требало да суди. Затоа што замисли сега ако ние живееме, јас верувам дека уште една година минимум ќе бидеме во време на пандемија. Но има некои теории кои што ги слушам, кои што предвидуваат дека уште 5 години ќе живееме вака. Па замисли 5 години да живееме вака, што значи дека ќе се држиме за тоа дека театарот мора да се одигрува само на сцена и тоа во италијанска сцена кутија, како што сме навикнати да речеме во повеќето земји, па и ние во Македонија, и нема да мрднеме никако надвор. Знаеш, постојат разни алтернативни решенија, можеби стварно треба да се вратиме на некој театар кој што ќе се изведува на улица, надвор, негде на отворен простор, на широк простор во летните и во топлите периоди,
А потоа може би да се вратиме на нешто што е помала форма, како монодрами, дуодрами, а јас искрено не ја исклучувам ни можноста да се работат представи со поголема група на глумци, меѓутоа да се најде начин како ќе се представи оваа нова стварност. Знаеш, тие маски или визири, по крајна линија, тоа е времето што го живееме и тоа е нешто од кое што ние не треба да бегаме. Така да ете тоа би го рекла во однос на тоа прашање. И за онлайн представи би препорачала, вакви како што правевме ние, представата Галеб на театарот во Оукленд, која што е многу интересно поимање на драмата и многу нашле некаква драматургија која што допира до мене и мислам дека допира до секој современ гледач. Потоа би ја препорачала Love Lockdown, тоа е на Шао Буне по текст на Данкан Макмилан, една дуодрама, исто снимена на нашиот принцип, која што мене ми остави впечаток. Имаш уште едно од Гоголј, од центарот на Гоголј во Русија, ама тука се ми застана мозокот, не ми текнува, али таму е многу интересно дека они, да кажеме, таа представа што ја создале за време на карантинот ја нарекуваат десктоп представа. Ета во однос на тие дефиниции, мене тоа ми е интересно. И сега не знам дали го фатам и ова прашање за снимките онлайн. Слободно, да. Значи, и тоа и ќе беше моето следно прашање. Наспроти овие проекти кои што се создадоа во овој период, и принудно мораше да бидат прикажувани на интернет платформите, сведоци сме дека државните институции, државните театри во земјава и надвор од нејзе почнаа да ги отвараат своите архиви и да прикажуваат на некој начин веќе одиграни представи во живо, да ги прикажуваат онлайн се со цел да го одржат контактот со публиката. И наспроти тоа ме интересира како ги доживуваш како публика овие представи, кои што можеби некои од нив си ги изгледала во живо, некои од нив не сме имале шанса бидејќи биле пред нашето време, некои не сме имале шанса или можеби нема ни да имаме шанса затоа што се случуваат преку океанот, па тоа како финансиски ќе си го возможи секој. Да. Па, види, супер иницијатива е и тоа, што имаше стримања и тие ги поддржувам искрено сите стримања во изминатиот период. Како што кажа и тие се многу битни за одржување на духот на заедницата, мислам како во локални рамки, така и во глобални рамки и генерално за одржување на контакт со публиката. И мислам дека во целиот тој период на изолација, дека кај публиката влијае многу позитивно и освен што театрите го одржаа својот линк и контакт, мислам дека и на самава публика и се овозможи некако да се чувствува подобро и плюс тоа времето некако да го помине поконструктивно. За нас од професијата е исто така важно, нели? Представите кои сме сонувале да ги гледаме, сега ни беше овозможено да ги гледаме, па макар било тоа и на снимка. И една работа што мислам дека е многу важна е тоа да се каже дека овие стримања ги бришат класните разлики. Зошто? Затоа што, например, еве да го земеме Лондон и да земеме некој поединец од ниска класа, тој не може никако со својата плата да си дозволи да купи билет за некој голем мюзикл, така како што е Рент, да кажеме. И он за да го плати треба да потроши 200 фунти, кои што и онака ги нема. Или, например, јас и ти ако сакаме да отидеме у Шаубуна да гледаме представа, па макар и да најдеме карта за 30 евра, ние мора да платиме уште авион, уште 200 евра со се повратна карта за да стигнеме до таму. Или било кој, еве да земеме во Македонија, пример, знаеш, било кој да сака од некој друг град да дојде во МНТ, да изгледа представа, му требаат плюс пари за автобуска карта, така да таа цена се дига. Така да има некоја логика во тоа дека се брише тој елитизам и дека се бришат тие класни разлики и дека во крајна линија културата станува достапна за сите. Така да во тоа стримање
поента ми беше мене некако интересна да ја сматрам, што нели секоја вечер се дава представа од Метрополитен и во 8 часот нема само старава буржуазија да иде да ја гледа, туку било кој гледач од дома ќе може да се уклучи на нивната мрежа, да го проследи стрими така натака. Така да тука е исто така многу важно значењето на технологијата, затоа што знаеш, да не постоеше технологијата, воопшто немаше да ги имаме овие можности. И од друга страна, еве во целава пандемија, да речеме, технологијата е нешто што нас спаси да останеме во контакт со луѓе, затоа што мислам дека луѓето ќе се чувствуваат далеку поосамени да не беше технологијата и можностите да се користат како се викаат платформи за разговори, еве каква платформа Zoom, што сите сега ја користиме. Така да ете, како да кажам, јас некако сум среќна што живеам во ова време. Знаеш, мене ми е ова време голем предизвик во однос на сите аспекти. Знаеш, дека е историски момент кој што не бев свесна дека ќе ми се случи и дека ќе го доживеам како единка. Исто така, пошто овие две работи ги спомнав, сакав исто така да спомнам и дека, например, знаеш што не би разбрала јас, да кажеме некој да сака да гледа снимки во живо, а да не прифаќа театар, да кажеме, кој што е направен онлайн за време на пандемија. Зашто? Затоа што ако тргнеме од тезата дека театарот се случува сега и овде, во живо, пред очите на гледачите, и дека тоа е само жива работа, тогаш која е поентата на гледање снимки? Така, од друга страна ги имаме овие виртуелни представи, кои што се направени специјално за интернет и се приспособени тенденциозно за тој медиум, и затоа што нели ние во сам старт тргнуваме за тој медиум да правиме. Така да, ме разбираш, јас сум од тие што го поддржува и стримањето и правењето представи. Така да не ми е јасно да речам зошто некој би гледал представа која што се стрима, а не би сакал да види нешто што е направено во овие конкретни кризни времења, како некаков одговор уметнички на времето. Така. Од тука предпоставувам каков ќе биде одговорот на следното прашање, но ќе го поставам сепак. Кои се твоите планови како режисер доколку оваа ситуација продолжи? Да, планови има. Оваа, да речам, онлайн програма што ја започнавме со Вонделенд, би сакала да ја продолжиме. Сега почнавме да разговараме, да направиме како серија на сцени, кои што ќе бидат инспирирани од кратки раскази и потоа ќе бидат презентирани во облик на некакви актерски монолози, актерски ситуации. И она што знам дека сакам за атмосферата на тоа што ќе го правиме, а тоа е да провејува некаков абсурдно комичен дух, затоа што веќе времево почнав така да го доживувам, како краен абсурд, како да сме заглавени во некаков многу комплициран лавиринт, од кој што никако патот не можеме да го најдеме. И тука искрено мислам дека и институциите треба да почнат конечно да размислуваат во таа насока. И мислам дека мора да обмислат некакви онлайн содржини, онлайн активности, ради сите оние причини кои што ги набројавме преска, за да го одржат тој контакт со публиката, за да влијаат некако позитивно и така натака. И искрено мислам дека воопшто не беа институциите, голем дел од институциите агилни во овој период. Сега не сакам да кажам сите, затоа што стварно имаше институции кои што се трудеа во рамки на своите можности да смислуваат разни содржини и тоа многу го почитувам. Но мислам дека треба стварно за ова да се угледаме на светски реномираните театри и да не се плашиме, да пробаме со најразлични обиди, содржини, активности во институциите да се изразиме креативно и да правиме уметност.
значењето, улогата, функцијата на театарот баш во овие услови во ова наше општество, според тебе, како театарски режисер? Да, па сега конкретно во време на пандемијата, значи мора да се одржи духот на локалната и на глобалната заедница. И мора да се искористи времето да се пронаоѓаат нови форми. Значи, затоа што не знаеме што ќе донесе новото утре и мора да едноставно уметникот сега мора да експериментира и да не се плаши од експеримент. Со одредени добро обмислени содржини исто така, кои што се, да речеме, се делумно театарски, може да помогнеме на луѓето и да го премостат цел овој период. И тоа е тоа, да речеме, што сега мислам дека треба да се прави. А основната функција на театарот е секако да го промислува светот и да биде, знаеш, еден чекор пред времето, дури би рекла, не во чекор со времето, него пред времето, и да ги отвара прашањава за нашите животи. И тоа е и причината зашто мислам дека мора да биде активен. Меѓутоа, знаеш, за да искреираме таков нов метафоричен свет кој е полн со значења и кој што на публиката ќе понуди поинакво утре, тогаш едноставно мора сега да бидеме агилни и да бараме одговори или да отвараме прашања. И не смееме никако да изгубиме прогресивната мисла, не смееме да се плашиме од иновативноста и мора нив да ги земеме сега како единствен предизвик. Така да за во иднина дефинитивно културата ќе мора да го рехабилитира духот на заедницата. Знаеш, да биде тука за својата публика, будно да ги следи состојбите и да понуди содржини согласно новиот начин на живот. Како сметаш дека би действувале уметниците од минатото кои што те мотивирале и инспирирале во твојот развој како режисер? Па не знам, јас ме мотивираат од минатото, ме мотивираат уметници од сегашноста, па еве кажав од прилика како тие действуваат. Меѓутоа, еве минатото да речеме, ако го земеме елизабетанското време. И мислам дека нормално тоа е друго време кое што диктира поинакви услови, но пак ќе видиме дека состојбата била многу слична. Значи, времето во кое што творил Шекспир и неговите современици, можам да кажам дека они на некој идентичен начин се справувале со чумата, која нели се појавувала на неколку години. Значи, мерките за заштита биле слични, држењето на дистанца, покривање со разни прекривки преку устата, гореле нели темјан за да ги уништуваат бактериите, се гореле трупови и така натака. Постоел дури, читав се пред некое време, постоел дури и регистар каде што се водело евиденција за заболените од чума и на некој начин се формирале тие кластери, што денеска ги нарекуваме кластери, така да тие знаеле во кој округ, во кое мало, практично се од каде доаѓаат најмногу заболени. Така да и тие согласно нивните услови тогаш се справувале со чумата, за која нормално нели немале нити толку лекови, нити медицината била на тоа ниво и затоа и жртвите биле поголеми. Сега во целото ова театарџиите исто така биле принудени да ги затвараат театрите, но оделе во помали области каде што нема толку луѓе и играле представи на отворено. Значи, тоа не е некој непознат концепт, сега ние да излеземе и да играме на отворено. Исто така времето го користеле за пишување на драми. Еве сега да кажеме, ние имаме онлайн можност, ако се пишуваат драми, може или да се презентираат, или да се читаат во некои институции, како една идеја. Меѓутоа, тоа, нели, како што рековме, не се прави. И се вели, да речем, за елизабетанска Англија, дека некои од најголемите дела биле напишани тогаш, баш за време на чумите. И се, за разлика од нив, нашата огромна предност е што ги имаме онлайн алатките и целата технологија,
и можеме да имаме многу поголеми достигнувања и да видиме многу поголем ќар по крајна линија од технологијата. Така да, знаеш, ако може да има разни собиранки, свадби онлайн, образование да се тера часови онлайн и разни работни задачи, така да не знам зашто тука, знаеш, зашто тука уметноста би заостанала, знаеш, во тој аспект. Така да, тоа е тоа, да речеме. На некој начин го затвораме овој разговор со тоа што оставам простор да кажеш се што мислиш, а не беше опфатано од моите прашања, или можеби да испратиме една порака до постпандемскиот режисер. Може тоа да биде Нела од иднината, или може да бидат студентите кои што по режија, кои што во моментов го изучуваат театар, да изучуваат театарската уметност, еве вака на онлайн, на интернет платформи. А јас би порачала дека ова време диктира своји нови околности и мислам дека и студентиве, како и било кој професионалец, не би требало да има страф од експериментирање. Значи, ние сме сведоци односно живееме во време на мултимедијална уметност. Живееме во време кај што се мешаат филмската и театарската уметност. Значи, и можеме да се искористиме со разни примери, преку кои што може тоа да го видиме. Еве, например, да го земеме филмот Догвил на Ларс фон Триер, за кој што многумина критичари го нарекоа, не знам, инфантилен, тоа не е филм, тоа е театар и така натака. Мене лично многу ми се допаѓа. Можеме да ја одвоиме, да ја земеме исто така за пример Кети Мичел, која што е една режисерка која што го смени текот на светскиот театар, чии представи се базираат најмногу на филмско поимање на театарот, и тоа се едни огромни сетови, кај што публиката гледа практично на големи екрани, како тоа што се одвива долу како неколку филмски сетови, се одвива и горе на екран. Можеме да го земеме овој познат австријски режисер кој што прави, да речем, представи без глумци. Мене, ако ме прашате, театарот не може да функционира без глумци, меѓутоа светот, ако го прашате, очигледно тоа може. Така да, целото тоа дефинирање е многу дискутабилно. Значи, може да тргнеме од тамо кога Брук во неговата книга Празен простор, нели, го дефинираше со тоа што кажа дека еден актер кој ќе зачекори во празен простор, од другата страна има гледач, ете така се создава театар, и тоа е една дефиниција која што сите сега милуваат да ја користат. Меѓутоа ќе кажеме дека, да речем, после се појавува драмата Дишење на Бекет, која што тотално ја поништува оваа дефиниција. Така, каде што ние слушаме глас кој што е снимен и пратиме некаков, како да кажеме, може да го наречеме театар, перформанс, театарски перформанс, затоа викам многу е тешко да се дефинира. А што е Брехт, а што е Бекет, се извинувам, ако не е театарски писател, така. Или ќе искористаме еве уште еден пример посовремен, тоа е од познатиот англиски писател Една Волш, кој што со неговата представа, односно неговиот текст Соби, реши да користи само актерски и глас, да не користи присутност на актер. И сега, не знам, но тоа самото отсуство на некој начин остава печаток на присуство, затоа што имаме, не знам, изгорена цигара, па не знам, влегуваме во некаков простор кај што действувале некакви луѓе и така натака. Така да, што сакам да порачам? Сакам да порачам и да кажам дека е важно, дека луѓето мора, односно театарските професионалци мора да се доволно храбри да се одлепат од стандардите и да згазнат во непознатото. Зашто во спротивно никогаш нема да откриеме нова форма.
Јас, како да кажам, да не биле Бекет и ЮНЕСКО, кои што ги скршиле стандардите, абсурдот никогаш немало да постои. Така да јас дури мислам дека и светот е на некој начин станат малце конзервативен по овие прашања, а од друга страна, според мене, уметноста и театарот се толку широки, да искрено мислам дека има простор за се и за секој да го најде своето место под сонцето, и без да се осудува, без да се полемизира што е точно, а што не е. Особено кога околностите се специфични. Затоа што во крајна линија добрата уметност е добра уметност. Таа или преоѓа рампа, или не преоѓа рампа. Или ќе ти пренесе некаква емоција, или нема да ти пренесе некаква емоција. Мислам дека е ова убав завршеток на овој разговор, како е убаво заокружување. Искрено ти благодарам што ја прифати поканата за овој разговор и се надевам дека ќе можеме да му се навратиме на овој материјал како еден белег од ова време кој што инспирира и мотивира. Да, фала ти. И ти Фала благодарам многу на поканата, се надевам ќе се видиме за брзо во живо на некоја театарска сцена. И јас искрено се надевам. Ти благодарам уште еднаш. Фала.